Денес владеачката партија и опозицијата со меѓусебни обвинувања за корупција, неправилности и финансиски неодговорно управување. За ВМРО ДПМН е денес Коцевски е крив, а за СДСМ владата крие дека ќе се задолжи. Лјупчо Коцевски како шеф на јавното обвинителство не најде за потреба да отвори предмет против Артан Груби додека беше на власт. Иако целата јавност и медиумите гласно зборуваа за сомнежите за криминал. Коцевски не мрдна со прст ниту за криминалите во РЕК Битола и СМ, каде милиони евра народни пари се испумпаа преку матни тендери. Додека СДС ја ограбуваше државата, Лјупчо Коцевски молчеше. Тоа што граѓаните имаат само 2% доверба во правосудството е вина и на Коцевски. Влегуваат 250 милиони за финансирање на стопанството преку комерцијалните банки, тоест преку развојната банка, а при тоа владата го крие моментот дека оваа година ќе се задолжи 950 милиони евра од комерцијалните банки за покривање на дефицитот нивен. Средствата од унгарскиот кредит за компаниите имаат само навидом ниска каматна стапка, која не е вистински во висина од 1,95, туку заедно со се кумулативната каматна стапка е 5,1%. Соопштија од СДСМ.